Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик за учениците од другите заедници во Основно училиште Истикбал Тетово. Денешната наставна единица ни е басна за штркот и лисицата. Цели за овој час се образовни цели, ученикот да препознава басна како вид прозен текст, да се оспособува за слушање, разбирање и откривање на елементите на басната, место на случување, настани, ликови, тема, идеја, порака и така натаму. Лисицата и штркот, басна. Да се потсетиме, што знаеме за штркот? Штркот е дива, преселна птица, најмногу ги посетува барите, мочуриштата и се храни со жаби, риби, црви, инсекти. Опиши како изгледа штркот. Штркот е голема птица, има долги нозе и долг клун, телото му е покриено со бели и црни пердуви, има долга опашка и големи крилја, не испушта никаков звук, туку штрака со клунот. Исто така, да се потсетиме за лисицата. Какво е животно е лисицата? Лисицата е диво, шумско, месојадно животно, често доаѓа во ровите и ги напаѓа домашните птици, например кокошките. Опиши ја лисицата. Лисицата не е многу голема, телото е покриено со светло кафеаво крзно и има долга опашка. Со внимание проследија басната, лисицата и штркот. Јас ќе ви ја прочитам басната, а вие ќе може да ја проследите во следниот лик што е напишано. Лисицата и штркот станале пријатели. Еден ден лисицата го поканила штркот на гости. Дојди, куме, дојди, драги, да знаеш колку сладко ќе те нагостам. Пристигнал штркот, поседеле, поразговарале како што е редот. Дошло време за вечера. Станала лисицата, ја ставила сладката каша, што ја сготвила во 2 плитки чинии и го поканила штркот. Јади, куме, јади, добро ми дојде. Ти се допаѓа кашата, сама ја сготвив. Штркот ја гледал кашата во плитката чинија, чукал со клунот по чинијата, но бидејќи клунот му е долг, ништо не можел да изеде. За тоа време, лисицата сладко си ја излижала целата чинија со каша. Потоа рекла, се извинувам, куме, тоа е тоа, немам што друго да ти понудам. Штркот ти одговорил, ти благодарам, кумо, и за тоа. По некој ден, штркот се јавил на лисицата и рекол, повели, кумо, утре и ти на гости кај мене и јас да те нагостам. Лисицата ја прифатила поканата. Следниот ден, лисицата отишла на гости на штркот. Тропнала на вратата, а штркот ја отворил. О, повели, кумо, влези, раскомоти се, сега ќе јадеме, рекол штркот. Штркот ставил млеко во садови, со високо и тесно грло, ги ставил на масата, надробил леп и почнал да ја кани гостинката. Добро ми дојде, кумо, ајде да јадеме, што има, што сум приготвил. Јади, кумичке, јади, да ти е на здравје. Лисицата се вртела од ваму, од таму, го лижела грлото на садот, но ништо не можела да јаде. Незината голема глава не можела да влезе во тесното грло, а штркот, бидејќи има долг клун, сладко си ја изел целата попара. Лисицата се налути и си рече, мислев дека ќе се најадам за цела недела, а сега треба да се вратам гладна дома. Сега да размислеме за басната малку и да се одговориме на следниве прашања. Да се потсетиме што е басна. Значи, басна е текст во кој животните зборуваат и се однесуваат како луѓе, односно имаат човечки особини, како умен, итар, глупав, лукав, добар, лош. Кои ликови ги сретна во басната? Во басната ги среќаваме
Главни ликови се лисицата и штркот. Каде се случува настанот? Настанот се случува во домовите на лисицата и на штркот. Што бил повикан штркот во домот на лисицата? Штркот бил поканет на ручек. Што се случило потоа? Лисицата му сервирала храна на штркот во плитка чинија, за да не може да јаде со својот долг клун. Како постапил штркот? Се заблагодарил и ја поканил кај себе на ручек. Што се случило потоа? Штркот возвратил со иста мера, храната ја послужил во длабок сад, за да не може лисицата да јаде со кратка муцка. Кои особини ги има лисицата во оваа басна? Главни особини ги има лукава, нечесна. А кои особини ги има штркот? Тој е мудар. Која порака може да ја извлечеме од басната? Пораката што можеме да ја извлечеме од оваа басна е: што ќе посееш, тоа и ќе жнееш. Обидете се да го направите вие ученици следново. Имате задолженија, избери една од улогите, научи ја со помош на возрасен и изразно интерпретирај ја. Другата улога може да ја добие некој друг од семејството и да направите интересна и забавна драматизација во домот. Можете да ги нацртате ликовите и да ги исечете и да ги залепите на сламка, ставче и слично, и така да го подготвите куклена представа. Вие ученици седете дома и учете, уживајте и забавувајте се со новата содржина. Ви благодарам на вниманието и што го следевте часот по македонски јазик на Училница. Ви посакувам